Адреналин, многу забава и прекрасно дружење во недопрената природа на поречието. По петти пат се одржа аутдор фестивалот Самоков Екстрим, чија главна цел е развојот на туризмот во овој регион и ставањето на поречието на мапата на атрактивни дестинации за авантуристички туризам. Возење со теренски возила, мотокрос и АТВ возила беа едни од главните атракции и активности кои што се одвиваа во поречието изминатиот викенд. Како што гледате, самите ние сме тука дојдени трета година со ред, денеска, со АТВ, мотори, со кросови и заедно сите тука да се поминеме убаво овие 2 дена како што се одржува фестивалов на Самоков Екстрим. Вие сте како здружение? Не, ние сме приватна фирма што работиме сите заедно и заедно сите и се дружиме исто така современо. Доаѓате со АТВ, со кросови, со мотори, зошто го препорачувате поречието за ваков вид на спорт и рекреација? Поречието е едно место многу убаво во Македонија, кај што има такви места за да се помине убаво и за возење и за пешачење има тука и за се. Учествуваме секоја година, мислам дека ова е пети пат. Учествувам од прилика со 10 возила од различни марки. Добар терен има на ова место, стварно има и добра дружба. Па мисля дека и да не речем прекрасно. Со еден така краток збор, реално вистина препорачува да дојдат, пошто чувството тука е посебно. Има и добра дружба и организаторите се потрудени да обезбедат максимално комплетно така дружење, да наречем. Има и интересни работи што да се видат и доста добри предели, така да мисля дека треба да посетуваат да дојдат. Ние сме група здружение на мотокрос возачи од Прилеп и идиме традиционално околу 5 години овде. Теренот е прекрасен, природата е прекрасна и сакаме да заживее туризма во овој предел. И од прилика убаво си поминуваме, забавата е добра, организаторите се на ниво. Наше здружение има членови од 30 души сне, сите сме со мотокрос. Иначе овде има и од други спортови, има со АТВ-на, има со джипови. Организацијата е на добро ниво и очекуваме од година во година да има што повеќе и повеќе учесници од сите адреналински спортови. Бевме дел и од двете групи. Првата, теренските возила, кои се движеа на релација Требовље, Фојник, Брест, Рамне и Самоков, како и на втората група, мотокросовите и АТВ возилата, кои што се движеа на релација Самоков, Ковач, Добра вода, Црква Свети Никола, над селото Битово и повторно се вратија во Самоков. Требовље, жителите ги пречекаа учесниците со традиционална македонска музика. Од тука се упативме до селото Фојник, од каде се има прекрасен поглед на целото поречие заедно со езерото Козјак. Се одржа и планинарска кружна тура во должина од 12 км, каде што учесниците имаа можност да се запознаат со прекрасните предели на поречието, каде голем дел од нив се недопрени од човечка нога. Спој на љубителите на природата, авантурата и дружењето. Денес, заедно со уште 40 планинари, ќе поминеме една интересна
кружна патека која е долга 12 км низ недопрена природа, прекрасни предели на Поречието, кои што пленат со зеленило, чист воздух, многу голем број на различни видови на печурки, по кои што се познати баш во овој крај. И едноставно очекуваме многу добра атмосфера и супер да си поминеме. Имаме направена добра рута покрај реки, планина, мешовита шума, бука, даб. Почуваме од тука, се движиме до место Крсаубечки, Бачилиште, Сливно, се спуштаме така Ковачка река и суптуваме покрај селото Ковач, слагаме Самоков. Зошто го препорачувате еве Поречието како еден предел каде што може да се спортува, да се планинари, да се практикува одењето во природа? Па го прашуваме зашто еден од најчистите терени во Република Македонија и ретко посетувани што не се допрени од човечка рака уште што се во чисто природни останаци. Поречието е неоткриениот бисер на Македонија. Токму затоа секоја година привлекува огромен број љубители на овие спортови, како и на природата од целата држава. А со тоа, туризмот станува една и од поглавните економски гранки на овој крај. Основната цел на овој настан е да се запознаеме со убавините на Поречието, да уживаме во убавините на Поречието, да ја пробаме органската храна од нашето Порече, всушност да се промовира целиот Поречки регион. Поречието може да ја најдите најчистата природа, недопрена природа, најздравата органска храна, најдобриот, најквалитетниот мед го има токму во Порече, особено медот од костен. Органскиот костен, цели коштанови шуми се наоѓаат во Поречието, а исто така се развива и хербалниот туризам, доста чаеви, билки, печурки виреат во овој крај, кои фактички представуваат деликатес во здравата исхрана. Фестивалот Самоков Екстрим полека но сигурно прерасна во вистински амбасадор за промоција на неоткриените убавини на Македонија.